Кога станува збор за нешто ново, актуелно, интересно и креативно, ние од Бекстејдж имаме и тоа каков вид и слух да го доловиме и стакнеме тоа што е квалитетно. Стефан Соколовски, алијас Бетстеф фотографи, повеќе познат кај најубавите македонски модели, беше мета на камерата на Бекстејдж. Кога ќе се спомне звучното име на Стефан, нема некој што ќе остане имун и нема да прифати да позира пред неговиот фотоапарат. Со само 18 години, Кумановецот веќе длабоко плови во водите на фотографството и уметноста. А која е клучната причина баш оваа да биде неговата професија? Не знам зошто, но навистина тоа ми исполнува. Уште на 14 години, кога почнав да цртам, ми се роди желбата да фотографирам и кога го добив мојот прв фотоапарат, продолжив се повеќе и повеќе поинтензивно да работам со фотографија и се заљубив. Тука не се работи за никаква стручна школа. Талент е во прашање. Амбициозноста и инспирацијата на убавите луѓе се единствената причина за секогаш добрите резултати. Нема некоја да наречеме конкретна школа. Мојата едукација се состои од мојата сама иницијатива и амбиција да работам со моите петлики кои после станаа манекенки. Сам учев да работам на Photoshop преку интернет и YouTube туторијали. Исто така многу често барам инспирација преку филмови, преку модните списанија, но најмногу од се луѓето се моја непрекината инспирација. Бетстеф фотографи, твоето уметничко име, кажи ми дали тоа значи дека Стефан е многу лош? Секако дека не. Тука стои скриената приказна за моето уметничко име Бетстеф. Оваа приказна ја објавувано во повеќе мои статии и колумни. Пред се тоа е бидејќи јас лично сметам дека моите фотографии не се доволно добри, дека се лоши и дека во секоја наредна фотографија има поголемо кршење на перфекција. Кои се моменталните ангажмани на Стефан? Во моментот работам за модната куќа Елена Лука и за модниот сајт Fashionelle. Тука сум веќе месец дена и секако работам на некои мои приватни проекти за кои наскоро ќе знаете. Неодамна беше матурант, сега е почетен академски граѓанин. Како успева да ги усогласи работните обврски со студентскиот живот? Тоа е многу добро прашање. Да, јас сум студент на факултетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, поточно на Филмската академија и на работа одам после факултетот, после обврските на факултет, а вака приватно секогаш наоѓам време да излезам да се видам со моите пријатели на кафе и за други активности. Доколку знаеш добро да го менаџираш времето, ќе постигнеш се. Во колекцијата од фотки стојат многу звучни имиња од македонската естрада. Дали тие сами се нудат за соработка со Стефан? Тоа зависи. За некои фотосесии ме барат мене како клиент, доаѓаат кај мене како клиент, јас како нивен понудувач за фотографии, како фотограф, а некогаш доаѓаме до меѓусебна соработка со комуникации преку пријатели, Инстаграм, Фејсбук, зависи, но се на се тоа се прекрасни соработки кои јас ги обожавам и стојат во моите фаворити. Совршенството што зрачи на секоја фотографија се познава од далеку. Има ли некои посебни трикови за да се изгледа така како што изгледа? Па не знам, баш трикови како трикови, немам конкретно некој сега да ви издвојам, но неопходно за добра фотосесија е одлична комуникација помеѓу фотографот и моделот, одлична позитивна енергија која ќе владее и хармонија низ целиот фотошут и секако тим што ќе стои позади мене, односно шминкери, фризери, стилисти и слично. Внимателна селекција на моделите кои ќе поминат низ објективот на Стефан е главниот мотив за успешна фотосесија. Не може секој да биде негова муза. Многу грубо прашање, но не сакам грубо да звучам, но сепак не може секој да биде модел кај мене. Јас многу запазувам и многу пашливо ги селектирам моите модели и потоа многу сум препознатлив. Многу луѓе доаѓаат кај мене и велат дека сите девојки се перфектни, од кај ги наѓам толку убави. Тоа се нашите македонки кои се прекрасни и секогаш харат по светот. А кажи ми колку чини една фотосесија кај Стефан? Например, ако јас сега посакам да се сликам, колку треба да платам? Сега за тебе секако има друг попуст, но зависи за секој клиент, зависи од потребите, од колку сака фотографии, за чија примена се, дали ќе се обработуваат детално сите, дали само неколку.
Сите кои се заинтересирани можат да пишат во мојот инбокс на паците фотографии. Сепак, доколку му се пружи шанса, со сигурност ќе не напушти. Да, би сакал да работам некаде во странство, бидејќи тука кај нас писанијата работат во модата и се трудат, но сепак не е тоа. Во странство наистина е многу појасно дека многу голем просперитет може да се постигне и да сон ми е да работам со светските познати модни манекени и манекинки. Би било супер доколку денешните млади генерации се угледуваат на примерот со име Стефан. Креативноста и барем еден талент се крие кај секој од нас. Само тоа треба да се истакне или открие навреме. Ако тешко ви оди откривањето, не му ја мислете. Кога тогаш ќе упаднете во објективот на Бекстејдж кој будно ги следи сите креативци на македонската естрада.